Штипска текстилна компанија ги принудувала работниците да земаат кредити. Реагираат вработени од компанијата до редакцијата на телевизија Стар. Газдата ни нареди на сите задолжително да примаме плата преку една банка, плюс сите да земаме кредит од најмалку 1000 евра. Во спротивно ке немало плата да ни дава. Тој земал кредит преку таа банка, заложувајќи ги машините како гаранција. Прашуваме, дали има закон за овој човек, преварант, кој од ништо стана нешто. Од 350 вработени останавме 170, а требаше да вработи уште 1000 работници. Условите за работа се никакви. Прима јуруци од околните села. Оние јуруци кои ја напуштија работата велат дека земал пари за нив како донација од некоја турска организација. Но парите добиени на ваков начин не им ги давал. Затоа новопримените се скараа со газдата. За да не дадат отказ другите, газдата мораше да направи покачување на платата на другите за проблемот да не се расчуе. Газдата секој месец зема кредити и ја задолжува фирмата. Во фирмата доаѓаат представници од сите банки. Ги шета по фирмата, им ја покажува опремата и магазинот со готова стока како гаранција. Но веќе никој не му верува и дава кредит освен една банка. И ветил, сите ние вработени во компанијата ќе земаме плата преку нејзе и ќе подигаме кредит од најмалку 1000 евра, а тој затоа ќе профитира. Инаку и денеска на овој тежок празник работиме, бидејќи газдата не признава празници. Се фали дека никој не му може ништо, оти имал пари и се можел да купи. Стои во денешната реакција на вработени до редакцијата на ТВ Стар. За случајот телевизија Стар денес се обиде да стапи во контакт со сопствениците на компанијата. Со оглед на тоа дека обидот помина неуспешно, одговор повторно ќе побараме во наредните денови, кога ќе биде откриено за која компанија станува збор.